Јас сум Родне Делска, а вие сте со централното издание на Дневникот на крајот од оваа недела. Во живо од студиото во Струмица ви ги пренесуваме најновите информации од југоистокот. Пред да започнеме, еве ги топ 3 настаните на денот. Странските инвестиции на југоистокот се одлични за локалната економија. Најзначајниот ефект е што возможуваат отворање на нови работни места. Вандалски чин во Струмица го наруши продолжениот викенд на семејството Чурлинови. Непознати сторители ја каменувале нивната семејна куќа. Полицијата го истражува случајот. Со цел да се подигне свеста кај граѓаните кон лицата со посебни потреби, група граѓани од Гевгелија ја формираа првата хуманитарна организација во градот Нова Ере. Започнуваме со Дневникот. За СДСМ ова е битка за власт, а за нас ова е битка за државата. Истакна меѓу другото Никола Тодоров во своето вчерашно гостување на телевизија Нова, коментирајќи ги настаните од собранието во четвртокот. Тој посочи дека не е ништо ново во демократијата да се промени власт и тоа не е страшно. Но вели страшно е како е тоа направено. Неуставно, нелегитимно и неделовнички. Сакавме ние да предизвикаме такво нешто. Веројатно ние ќе го направиме инцидентот. Многу луѓе зборат зошто пратениците не ги спречиле, зошто ние не сме се степале, некои да така што се порадикални и така натаму. Но тоа не беше нашата цел. Тоа не беше нашата идеја. Ние веруваме во демократијата, ние веруваме во уставот, во законите, во процедурите. Затоа што демократијата од тиранијата се разликува во тоа дали се почитуваат процедурите или не. Ако не се почитуваат процедурите, ако арбитрарно секој може, кој што е на позиција, да одлучува како нешто ќе направи и може тоа да го направи секогаш во спротивност на законите, тоа не е демократија, тоа е тоталитаризам. Тоа говори за фактот дека некој се смета дека е над државата и над процедурите. Тоа не сме да се дозволи. Тогаш паѓа суверенитетот, тогаш паѓа државноста, тогаш може некој да ни оспорува и државата. Тоа е она од што ја најмногу се плашам и тоа е она што не смееме да дозволиме да се на еден начин да се конвалидира. Без разлика како ќе реагира на тоа и кој ќе реагира на тоа. Видовме дека од меѓународна заедница дојдоа некои признавање на председател на собрание, дека ќе комуницирале со него и така натаму. Искрено сметам дека ова е грешка, дека ова е избрзан потек, дека треба да се сериозно се размисли до што ова може да доведе. И во Македонија, но и во многу други земји се прави многу лош преседан. Не смееме да дозволиме овој преседан да помине во Македонија. Може да се повтори и тука и на било кое место. Одговорност за антидржавното однесување мора да има. СДС изврши политичко насилство кое подоцна резултираше со физичко насилство. Ниту едно насилство не смее да се оправдува, но СДС има најмалку право да ги прогласува за терористи. Граѓаните кои 60 дена мирно протестираа и без ниту еден инцидент го изразуваа своето несогласување со тиранската платформа, истакна на пресконференција денес пратеникот Ѓорчев. СДСМ изврши обид за државен удар. СДС го погреси уставот, законите и деловникот за работа на собранието на Република Македонија. СДС ја погази демократијата во обидот да го прогласи Талат Џафери за председател на собранието. Одговорност за ваквото антидржавно однесување мора да има. СДС изврши политичко насилство кое подоцна резултираше со физичко насилство. Ниедно насилство не смее да се оправдува. Но СДС има најмалку право да ги прогласува за терористи народот и граѓаните на Македонија, кои 60 дена мирно протестираа и без ниту еден инцидент го изразуваа своето несогласување со тиранската платформа и распродавањето на државните и националните интереси. Одговорност за насилството мора да има. Не смее пратеник, па макар бил и Зоран Заев, да издава наредби за да се пука во собранието на Република Македонија. Тоа е невиден преседан, не само во Македонија, туку било каде во светот. Дали Зоран Заев е свесен за последиците од пукањето доколку некој куршум од рикошет
завршеше во некој од граѓаните? Дали полицискиот службеник, кој што го послушал Зоран Заев, е свесен дека тој не смее да постапува по партиски наредби, туку единствено согласно законот и процедурите? Очекуваме навремени и официјални информации од страна на официјалните институции и основното јавно обвинителство и МВР и другите инволвирани институции. Сакаме да ги видиме нивните официјални резултати од истрагата и она што официјално ќе го соопштат, рече Дамјан Манчевски, подпредседател на СДСМ и пратеник на денешната пресконференција. Истрагата мора да биде јавна и транспарентна. Очекуваме навремени и официјални информации од страна на официјалните институции, и јавното обвинителство, и Министерството на внатрешни работи, и другите инволвирани институции. Сакаме да ги видиме нивните официјални резултати од истрагата и она што официјално ќе го соопштат. Дека лесно може да се утврди сечи идентитет и многу тешки кривични дела, тоа го покажуваат и овие, но и многу други снимки кои што полека излегуваат во јавноста и ние ќе ги обелоденуваме. Со оние информации со кои што располагам до сега е дека ниеден од нас не е повикан се уште во обвинителството за било каков исказ. Ние покрај овие видеоснимки собравме и обсежна медицинска документација, официјална, од соодветните надлежни медицински установи со кои што се потврдуваат повредите кои потешки, кои полесни, кои што ги претрпеа голем број од нашите пратеници. Сето ова комплет ќе биде доставено до основното јавно обвинителство во текот на утрешниот или ден или во вторник. Сојузот на синдикатите на Македонија најави дека престојниот меѓународен ден на трудот 1 мај ќе го прослават работно, со продолжување на разговорите за зголемување на минималната плата во земјава. Оттаму најавија и продолжување на борба за потикнување на мерките за вработување со овозможување на социјална инклузија, борба против нееднаквоста и борба против сиромаштијата. И оваа година отпочнуваме со нова кампања која е посветена на реализација на целите и барањата во протоколот за социјален напредок, во кој една од главните точки е зголемувањето на платите и на минималната плата во Република Македонија како дел од кампањата која се реализира во рамките на Европската конфедерација на синдикати, во рамките на агендата за социјален и инклузивен развој на работниците. Ќе продолжиме во насока на разговори околу зголемувањето на минималната плата. Токму и затоа во понеделник кој е 1 мај, меѓутоа ние заедно со представниците на синдикатите ќе разговараме на тема за зголемување на минималната плата, бидејќи има можност, има простор тоа да се направи. Овој продолжен викенд кој многумина го користат за одмор со најблиските, вообичаено е да помине во мирна празнична атмосфера. Но тоа не беше така за струмичанецот Благој Чурлинов, на кому му беше каменувана семејната куќа. Еве ги деталите од вандалскиот чин. Непознати сторители ја каменувале семејната куќа на струмичанецот Благој Чурлинов. Немилиот настан се случил една вечер пред семејството Чурлинови, кое моментално престојува во Скопје, да се врати во својот роден град, каде требало да биде за овој продолжен викенд. Чурлинов, кој на кој е познат на јавноста како председател на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ја извести нашата екипа за случувањето уште истата вечер, а кога пристигнавме на терен, на улицата, во дворот и на балконот, се уште беа расфрлани камења. Со нив таа вечер било посегнато кон објектот во кој за среќа во тој момент бил празен. Пред околу 2,5 часа се вративме од Скопје кај што сме на работа, јас и супругата, и утврдивме дека куќата, мојата куќа е во Струница, синок е, најверојатно синок е, била каменувана, тоа го приметив веднаш што се качив на терасата. Станува збор за морам да кажам, штетата не е голема, минимална штета е, меѓутоа мислам дека пораката која што е преку овие камења што се фрлени на куќата е многу јасна за одредени, не знам како да се изразам, што сум многу возбуден. Мислам дека е некоја политичка порака. Пак спомнам, штетата не е голема, меѓутоа како семејство и јас како човек што сум работел во Струница 5,5 години, сум бил раководител на одделение. Повеќе сум револтиран од самиот чин. Не ми е јасно зошто некои структури, не знам да не набрајам, колку им бил гневот
голем, па посегнале по мојата куќа. Оваа куќа стои овде од 65 година, никогаш до сега вакво нешто се нема десено. И пак ќе повторам, мислам дека пораката е политички мотивирана. Се сомневате во некој конкретно? Не можам да кажам дека се сомневам. Чурлинов не информираше дека последните неколку денови добива и СМС пораки со сомнителна содржина, а кои што смета дека имаат некаква поврзаност со чинот на каменување. Колку е се до интерес на јавноста, од синоќа до денеска имам добиено повеќе пораки. Не сум стручен да кажам дали се со некоја заканувачка или пак да повторам со содржина на предупредување. Полицијата, каде случајот е веќе пријавен, треба да истражи кој стои зад овој вандалски чин и со која намера. Луѓето кои во четвртокот вечерта се решиле на ваков начин да испратат некоја порака до Благој Чурлинов. Општина Василево со две нови спортски игралишта. Едното почна да се гради деновиве во Добрашинци, а завршено е игралиштето во Дукатино. Парите во висина од над 6 милиони денари се обезбедени од општинскиот буџет. Деновиве почна изградбата на повеќенаменско спортско игралиште во населеното место Добрашинци во општина Василево. Игралиштето се гради во дворот на училиштето, а освен учениците во редовна настава по физичка култура, ке го користат и останатите жители на селото. Игралиштето кое го отпочнавме овие денови во населено место Добрашинци е вкупна инвестиција од околу 3 милиони и 100 илјади денари, изведувач е Пешо инженеринг, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево. Во наредниот период, она што значи исполнување на програмата на општина Василево, она што го ветивме пред граѓаните на општина Василево, во наредниот период ќе следува уште изградба на повеќе такви спортски објекти. Едно од следните е повеќенаменско игралиште во населено место Едрениково и повеќенаменско игралиште во населено место Чанаклија, со што спортската инфраструктура во сите населени места ќе биде заокружена. Истовремено финишираа градижните активности на спортското игралиште во село Дукатино, за што беа потрошени 3 милиони и 100 илјади денари од општинскиот буџет, а изведувач беше градижната фирма Жикол. Она што во изминатиот период го работивме, ќе продолжиме да го работиме. Секое населено место да добие спортска инфраструктура, се со цел нашите најмлади генерации, нашата најмлада популација, да ја оттргнеме од пороците на денешнината и да дадеме акцент на развојот на спортот во општината. Секако општината вложи многу во изминатиот период во спортската инфраструктура, а кон сето тоа ни помогна и Владата на Република Македонија, Министерството за образование и секако Агенцијата за млади и спорт. Соработката со Агенцијата за млади и спорт во изминатиот период беше безпрекорна. Јас се надевам дека и во наредниот период ќе биде исто така и се надеваме и уште на многу проекти од Агенцијата за млади и спорт кои ќе бидат вложени на територијата на општина Василево. Градоначалникот Стојанов вели дека она што радува е фактот што игралиштата низ населените места во општината се многу посетени и искористени од тамошните жители, што е и крајната цел на нивната изградба. Странските инвестиции на југоистокот се одлични за локалната економија и овозможуваат отворање на нови работни места. Привлекувањето на странските инвеститори се одвива преку нивно запознавање со технолошко-индустриските развојни зони, но и капацитетите на општините каде тие сакаат да инвестираат. Република Македонија е привлечна за странските инвеститори. Според Слободан Тодоровски, советник за странски инвестиции, клучните работи кои ги привлекуваат странските инвеститори се пред се ниските оперативни трошоци, стабилноста и ниските даноци. Нашата земја има достапна работна сила, која добро ги познава европската култура и навики за работа. Тоа се ниски оперативни трошоци, вклучувајќи и позицијата на Република Македонија до блискоста на европските пазари, понатамо стабилноста, монетарна и макроекономска стабилност, посебно која се одразува со стабилен курс на денарот, со ниската инфлација и со стабилниот банкарски систем кој е добро капитализиран и кој е ликвиден. Исто така Македонија има најниски даноци во Европа и во таа смисла е доста поволна за инвестирање. Според него странските инвеститори можат да инвестираат во технолошко развојните индустријски зони во Македонија кои се исклучиво креирани за гринфилд или нови производни хали, за компании кои се извозно ориентирани и за компании кои имаат висока производна технологија. А за потребите на инвеститорите ставени се на располагање и 200 браунфилд производни хали кои се добра основа за нив со одредени адаптирања, да можат да продолжат со водење на бизнис.
Сепак според него најважна е соработката со локалните власти за привлекување на странските инвеститори. Може да кажеме дека имаме одлична соработка со локалните самоуправи и посебно на што е битно за инвеститорите сака да видат како општините се подготвени да помогнат пред се кога се работи за локација, дали се работи за инфраструктура каде може да помогнат. Многу е битно да општината има ефикасна администрација која може брзо да делува и која брзо ќе ги подготви сите потребни документи во однос на добивање на градежна дозвола за вработување. Тој вели дека странските инвестиции на југоистокот се одлични за локалната самоуправа и дека инвеститорите кога одлучуваат да инвестираат, тоа го прават доколку увидат дека во одредена општина има соодветен кадар кој им е потребен. Поскапување на повеќе земјоделски производи заради штетата од пролетниот мраз очекуваат земјоделските здруженија. Повисоки цени се најавуваат за јаболката, грозието, кумпирот и други овошеирано-градинарски култури, одгледувани во Преспа, Тиквеш, Струмичко, Прилепско и во други региони. Штетите се во сите делови од аграрот се катастрофално големи, да излезат комисиите на лице место, да направат проценка на штетите и во најбрз можен рок на нашите земјоделци сето тоа проценетата штета да може да се изнајде начин, да може истите да бидат обештетени. И само на тој начин можат постои некоја гаранција дека ако не целосно, барем делумно нешто ќе им се возврати од направените штети. Меѓутоа знаете како навиките тешко се менуваат кај нашиот земјоделец. Со цел да се подигне свеста кај граѓаните за лицата со посебни потреби, да им се пружи социјална и правна заштита, самовработување и следење на нивните активности и желби, група граѓани ја формираа првата хуманитарна организација Нова Ере, која деновиве го презентираше својот прв проект во Гевгелија. Хуманитарната организација Нова Ере, поддржана од истоименуван синдикат и од Конфедерација на синдикални организации на Република Македонија, во Гевгелија го презентираше нивниот проект за грижа и самовработување на лица со посебни потреби, кои ќе ги евидентираат во специјална здравствена книшка, како и нивните интереси, желби и активности кои ќе бидат насочени кон насоката кај што припаѓаат. Нашите цели се отварање на регионални центри во 12 држави, во 12 градови, на територија на Република Македонија. Моментално се работи на 4 проекти. Гевгелија е регионален центар број 04, значи 4-ти регионален центар. Се обидуваме да пристапиме поблиску до луѓето, значи да ја подигнеме свеста на луѓето во однос на лицата со посебни потреби. Се обидуваме на истите тие лица, значи да им пружиме правна заштита. Тие лица да добијат ист третман како еден нормален граѓанин на Република Македонија, нормален граѓанин во општина Гевгелија или каде и да се во светот, затоа што веруваме дека лица со посебни потреби се исто така граѓани, а граѓанските права се граѓански права општо. Здруженијето Нова Ере на територијата на Република Македонија очекува да се инволвираат граѓаните во овој процес, бидејќи се првата хуманитарна организација заснувана со синдикат, со цел да ја подигнат свеста кај луѓето во однос на лицата со посебни потреби. Реално може да им понудиме, значи, правна заштита, може да им понудиме адвокатски услуги, може да им понудиме самовработување, следење на нивниот развој, истакнување на нивните таленти, изложби, концерти, сега здравје Боже ќе се организираат, планирани се зимувања, летувања за тие лица, спортски активности, планирано учество на тие лица во олимпијадите за лица со посебни потреби и многу други слични проекти. Новоформираното здружение остварува соработка со Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија, во која спаѓаат 27 синдикати, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи. Во
Фудбалскиот клуб Победа е еден од најстарите клубови од општина Валандово. Првото име на овој клуб било Беласица. Потоа добивал и други имиња, но на крајот сепак го задржал името Победа. За прв пат овој фудбалски клуб станал член на Македонската лига во 1976 година, кога го постигнал најголемиот успех освојувајќи го второто место. Старите фудбалири на Победа Валандово се уште знаат да ја раскажат приказната за фудбалскиот клуб во кој вложиле дел од своите животни приказни, а кој се уште важи за една од најважните спортски точки во оваа општина. Андон Илиев, поранешен фудбалер на Победа, се уште се сеќава на времињата кога и тој бил дел од клубот, а фудбалот многу се разликувал гледано од денешно време. Осмолетка, генерација на 42 година, сите бевме по фудбал генерацијата и после како некој да ме тера да одим, одевме на средно училище, сите бевме скоро 20 души во Струмица, во земјоделска. И таму поменавме 4 години и кога се вративме, почнахме тука со Победа. Панде Керамичиев со спорт се занимава од 1953 година и бил дел од клубот во еден период од неговото постоење. И во 62 година јас одев там на Сабајде, детство учев, а јас си одам во Бабле. Седевме горе во Калопотов Киро, тоа беше првач едно време, и од там до Давиле одам, се враќам па на школа долу. Тетрадка имав една, на неја писа свашта, по себе се и по математика и по македонски, се. И кога дојдеме тука 62 година, за да си ходи школата. Керамичиев се сеќава и на редоследот како Победа успел да влезе во првата лига. Директор на Шумско, Миле Грошев, директор на Електро и се вративме тука. Обечавме работа. Тоа е една, тоа друга и така дојде Тодор Невселов, председател на Победа, покојни и он. И на една седмица, едно вечерно време, поканати сите, и они, и ние, од Белијата. Понатамо Керамичиев го продолжил патот на Факултетот за физичка култура во Загреб и играл во тамошниот клуб Текстилец. Специјализирал фудбал и се вратил во родното Валандово, каде поради повреда не играл, туку сега веќе бил тренер и професор по физичко. Историските факти кажуваат дека првото име на овој клуб било Беласица, потоа го именувале и како Голаш, Македонија, Пролетер, но на крајот сепак го задржал името Победа. За прв пат Победа стана член на Македонската лига во 1976-77 година, кога го постигна најголемиот успех освојувајќи го второто место. Да ги погледнеме и останатите вести од спортот. Струмичките одбојкари го одбранија трофејот во Купот на Македонија. Во финалето на националниот куп кој се одржа токму во Струмица, домакинот беше убедлив во дуелот против тетовската екипа Лешјок, која совлада со максимални 3:0 во сетови. Уште во првиот сет струмичини најавија дека ќе атакуваат на победа, па сетот го добија со 25:17. Во следните два, тие на противникот му препуштија само по 14 поени, за конечни 3:0 во сетови. За екипата на Струмица ова е четврта титула во Купот на Македонија во последните 6 сезони. Струмичини ќе имаат можност да ја освојат и двојната круна, бидејќи во финалето на шампионатот важат за големи фаворити во дуелот против Пробиштип. Финалната серија од плејофот меѓу Струмица и Пробиштип ќе започне на 3 мај.
Надпреварот од редовното 26-то коло помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Беласица и фудбалскиот клуб Плачковица се игра вечерва и тоа под рефлектори на стадионот Младост во Струмица. Годинава тимот од Радов беше најголем конкурент на фудбалскиот клуб Беласица. Единствениот пораз кој фудбалерите од Струмица го доживеа оваа сезона е токму од фудбалскиот клуб Плачковица во првиот дел од сезоната на гостински терен со 1:0. Фудбалскиот клуб Плачковица во моментот се наоѓа на второто место на табелата со 57 освоени бодови, 4 помалку од фудбалскиот клуб Беласица. Академија Пандев од пред извесно време го осигура првото место на табелата во втората фудбалска лига на Македонија, но тоа не го спречува новиот прволигаш да продолжи со импресивните партии и да реди победи во друштвото кое најбрзо ќе го напушти. Во доста интересен надпревар Академија Пандев го скрши отпорот на Тетекс дури во 71-та минута од средбата кога Вана Јованов го постигна последниот гол на мечот за победа од 3:2. Пред овој погодок почетно водство за тимот од Тетово донесе Реджепи, додека Вареловски израмне на 1:1. Првото водство за пандевци го донесе Дориев, а пред клучниот гол на Јованов во листата на стрелците се запиша Јовановски. И за крај од овој дневник да видиме што е ново надвор од границите на Македонија. Кубански воен авион се урна во провинцијата Аремиса во западниот дел на Куба, при што загина 8 војници, соопшти владата. По соопштение армијата наведува дека авион Ан-26 од советско производство полетал од аеродромот Плаја Баракоа и се урнал во близина на градот Канделарија, оддалечен 65 километри. Формирана е специјална комисија која ќе ги истражува причините за несреќата. Медиумите претходно јавија дека се урнал патнички авион од овој тип во кој се наоѓале 39 лица. Стотици приврзаници на опозицијата во Русија се собраа на протест против председателот Владимир Путин во Москва, иако настанот беше забранет, принесе ДПА. Протести имаше и во други големи градови каде беа уапсени десетици лица, соопшти американските медиуми. Главниот митинг во парк во главниот град каде се собраа неколку стотици луѓе помина мирно. Потоа при засилено полициско присуство демонстрантите се наредија во колона до канцеларијата на председателската администрација за да врачат писма до Путин во кои го повикуваат да не се кандидира за председател на изборите следната година. Поред некои информации, полицијата привела над 120 демонстранти во Санкт Петербург, како и 15 приведени во градовите Тула и Кемерово. Еден од основачите на сајтот Википедија, Џими Велс, планира да основа новинска агенција во која ќе работат и професионални новинари и волонтери. Како што пренесува BBC, неговата цел е порталот да содржи потврдени неутрални вести кои ќе помогнат во борбата против лажните вести. Намерата е сајтот да нема реклами, користењето да биде бесплатно, а како и Википедија ќе се одржува од донациите на читателите. Експертите сметаат дека порталот има потенцијал да стане сајт од доверба, но и дека неговото влијание би можело да биде ограничено. Околу 4000 државни службеници беа отпуштени вчера во Турција, пренесе BBC. Ова е уште една чистка по неуспешниот обид за воен удар во зимјата во јули минатата година. Меѓу отстранетите од работа се 1127 вработени во Министерството за правда, над 1000 војници, 484 научници, како и работници во други сфери. Вкупно 3974 вработени ја изгубиле работата. Сите тие биле наведени поименично во указот востановен за отпуштањата. Од вчера беше забрането и популарно телевизиско шоу за свадби и допаѓања, бидејќи според властите недозволиво на телевизија и радио да има емисии во кои луѓето ќе се запознаваат за да си најдат партнер. Ова беше и последната информација. Останете со телеканал А1 со нашите содржини и уживајте во деновите на продолжениот викенд. Од мене пријатно.